Поштовани гледачи, следете дел од неформалниот диалог со мојот и вашиот денешен гостин, Александар Дединец од МАНУ, од средиштето каде што беше подготвена првата верзија на националната стратегија енергетска, се променија сите или главните параметри и мораме да разговараме за начинот како изненадувањата да ги намалиме, а не како да ги пресретнеме. Ние сме мала држава и секогаш треба да бидеме внимателни на турбуленциите на енергетскиот пазар. Се разбира, знам дека сте презаситени, затоа ќе го одбегнам прашањето на фотоволтаиците на домакинствата. Но она што сакам, доктор Дединец, да ве прашам, тоа е зошто е предупредувањето на професор Ангјушев, кој вели, окей, фотоволтаици за домакинства, но внимателно со фотоволтаиците во корпоративниот систем. Нешто турбулентно ќе се случува, можам да се сомневам дали нашите системи, ева на ЕСМ, може да го преземат вишокот на создадената енергија преку фотоволтаиците. Што е проблемот? На самиот почеток ви се благодарам за поканата. Подлого време се договаравме и конечно успеавме да се договориме, да видам ваш гостин, ми представува чест и задоволство. Искрено не сум го следел професорот Ангјушев на оваа тема, меѓутоа претпоставувам дека загриженоста доаѓа од тоа што за разлика од домакинствата каде што имаме одредено лимитирање на инсталираниот капацитет 6 киловати, меѓутоа може домакинствата да инсталираат и над тој капацитет за сопствени потреби, кај компаниите малце поразлични, тука доаѓа некаде до 40 киловати инсталиран капацитет, а доколку го користат за сопствени потребни домакинствата може да инсталираат и над тој капацитет доста и да ги продаваат на пазарот на електрична енергија. Така да има компании кои што инсталираат 400-500 киловати на своите кровови и сето тоа го продаваат, значи дел користат за себе, меѓутоа со одредени снабдувачи се договорени да вишокот на енергија го продаваат на снабдувачите и тоа може да доведе. Тоа функционира затоа што јас веќе гледам дека неколку крупни корпорации веќе ги посадија своите кровови. Така е, тоа функционира и доста добро функционира, меѓутоа прашањето е и она што мислам и професорот сакал да го каже во делот на докаде може таа наша мрежа да го издржи потенцијалот, докаде може да оди во делот на балансирање на системот, во делот на трафостаници и така натаму и така натаму. И заради тоа се планира да имат некој план кој што ќе се прави и тој план ќе опфаќа колку и во кој регион може да се инсталираат фотоволтаици на крововите, но не само на крововите и на земјиштето колку можат во одредени региони да се инсталираат, за сето тоа да може да се балансира, да одговори на системот, да може да одговори на тој капацитет кој што ќе биде инсталиран во одредено подрачје. Има некое сомневање, мене ми буди сомневање, начинот на кој има експанзија на производни капацитети за производство на фотоволтаици. Овде освен што има увоз нели од Бугарија, не знам од Србија и така натаму. На што се должи тоа? На преценетоста на инвестицијата или на подценетоста на целиот систем дека може тоа да го преземе? Па би рекол дека е комбинација од двете. Сега постои некоја трка, да кажам, на 100 метра, кој најбрзо ќе направи урбанизација, кој најбрзо ќе ги заврши постапките кои што се потребни за да се изгради соларна електрана. Цените на берзите се такви како што се. Ако пред нова година планиравме дека оваа година ќе имаме одредено намалување на цените, меѓутоа тоа не се случи, нешто не се случи, туку имавме и дури зголемување на цените на берзите и тоа се планира да остане и во следните 2-3 години. И сето тоа на некој начин ги побуди интересите и не само кај инвеститорите кои што традиционално инвестирале во енергетика, туку и кај обичните луѓе да почнат да размислуваат да инвестираат во енергетика, мислејќи дека на тој начин многу брзо ќе ги вратат средствата. Меѓутоа треба да бидеме многу внимателни во тој дел, затоа што процедурите се долги, потребно е добро познавање за да може да се заврши таа цела една постапка од да речам од идеја до реализација и на крајот да може да се продава таа енергија на пазарите. Така да
во моментот има премногу барања од инвеститори кои што сакаат да инвестираат по некои бројки меѓу 3 и 4 илјади мегавати, зборувам инсталиран капацитет, барање има доставено до 3 до 4 илјади мегавати, тоа е колку чив капацитет? Па да, капацитет, ако гледаме во капацитет, да кажеме Битола кој е 600-700 мегавати, ова е многу поголемо од тоа. Во инсталиран капацитет, меѓутоа во производство не се така големи бројките, затоа што производството од соларните електрани е пониско споредено со она што го произведува РЕК Битола, но како и да е, голем е интересот не само во соларни, туку и во ветерни електрани, мислејќи дека многу брзо ќе се вратат средствата. Добро е што има интерес, но треба да бидеме премногу внимателни не само компаниите пренос и дистрибуција, кои што мислам дека доволно се предпазливи во тој дел, но и самите инвеститори да добро се распрашаат пред да влезат во таква една инвестиција, затоа што може на крајот да испадне за џабе вложување или залудно потрошено време. Имам уште едно прашање. Ако сите корпорации се обидуваат во дворовите и на крововите да ги постават фотоволтаиците, зашто тие не се организираат во еден холдинг, во еден конзорциум за инвестиции глобално на ниво на државата, во кое се разбира своето учество ќе го направат врз основа на некакво акционерство? Видете, тоа е планирано во Законот за енергетика и во подзаконските актови уште во 2018 година. Тоа прашање беше отворено како прашање, затоа што зборуваме за мали капацитети. Значи за домакинствата, да кажеме 6, 10, 20 киловати, за индустријата 40, 50, 100 киловати. Тоа се капацитети кои што ако сакаат да продаваат на пазар се премногу мали, не ги препознавате. Тие се во втора, трета децимала и е производството кога ги споредите со големите. Затоа постои една опција која што се вели виртуелен производител на електрична енергија, кој што може да биде секој снабдувач, трговец, производител на електрична енергија, кој што ги обединува сите мали потрошувачи, производители се извинувам, сите мали и тој ги представува пред пазарот, пред потрошувачите, тие мали производители. На некој начин се прави окрупнување на тоа мало производство за кое што вие зборувате, затоа што вие ќе се изгубите во пазарот. Затоа велам, треба да бидеме многу внимателни во делот на кој што све и колку сака да инвестира. Ќе се изгубите на пазарот. Мора да има некој кој што ќе ги обедини сите тие мали производители и кој што ги представува на пазарот на електрична енергија. Тука имат и многу други технологии и многу други пазарни механизми кои што се развиваат паралелно со Како да се чува вишоко што ќе биде произведено, особено ноќно време кога треба практично не може да се троши или генерално потрошувачката е намалена, освен големите индустријски капацитети. Така е. За домакинствата и компаниите кои што ќе инсталираат до 640 киловати, тие се нарекуваат просјумери, односно производител потрошува, значи дел од енергијата троши за себе, дел ја враќа во мрежата и се побива на 6 месеци, се пребива финансиски со универзалниот снабдувач или со некој друг снабдувач, не е битно, меѓутоа точно е дека ќе имаме вишоци, сега тие вишоци ќе ни заштедат пак од друга страна електрична енергија која што ја увезуваме или електрична енергија која што ја произведуваме од јаглен, така да ќе имаме јаглен за некои покритични периоди кога ни е потребно, но и овде ни се и хидроелектраните кои што можеме да ги балансираме. Сега во еден таков систем со многу инсталиран капацитет за кој што зборуваме 1500 мегавати соларни или 1000 мегавати ветерни електрани, потребно е да го имаме чебрен во системот, потребно е да имаме еден таков капацитет кој што ќе врши балансирање на системот. Понатаму доста момент. Има во МАНУ и вие стручњаците имате направено јасна проценка во наредната декада. Колку нам енергија ќе ни недостига и колку ќе можеме преку фотоволтаици да субституираме од скапите енергенси? Апсолутно. Тоа е всушност стратегијата за енергетика и голем број на стратешки документи кои што се донесени. Значи, се прави прогноза за тоа која би била потрошувачката енергија во следните 10-20 години и врз основа на тоа се планираат кои се потребите за производство на електрична енергија и кој е миксот на технологии кои што може да учествува во тоа производство. Така да по пресметките кои што ги направивме за стратегијата се некаде околу 1400 мегавати соларни до 2040 и 750 мегавати ветерни електрани. Меѓутоа, сето тоа треба да биде поддржано со чебрен во системот и уште една гасна електрана за да се балансира системот. Меѓутоа,
Ако гасната електрана ја ставиме на малце настрана сега поради сите овие случувања кои што се со цената на гасот, како ќе оди снабдувањето и така натаму, додека да се искристализира, имат многу побрзи решенија, тоа се батерии кои што може да се користат за складирање на енергија и да се користат во часовите кога немаме енергија, така да и тие може да послужат за балансирање на системот и веќе во регионот некаде ги има, а има и заинтересирано и за кај нас. Денис, јас сум аналфабет, морам да признам, но читам хидроген, читам водород. Дека тоа сега се микса со газ. Што е тоа? Нова технологија, нови сознанија. Може фотоволтаиците да прават хидроген. Така е, хидрогенот не е од сега, тој е од многу подамна присутен, меѓутоа сега се актуализира неговата улога. Зошто? Затоа што има неколку типови на хидроген. Најактуелен е сега зелениот хидроген, односно кога имаме вишок на производство од соларни и ветерни електрани, на пример, може да се произведува хидроген. Сега, тој хидроген кој ќе се произведи може да се користи понатаму за производство повторно на електрична енергија, на топлинска енергија, може да се користи во автомобили, во тешкиот товарен транспорт или може да се користи во индустријата. Велика Британија е доста напредна во тој дел, веќе тие миксаат 20% од хидроген, го пуштаат во мрежата на природниот газ, тие дошле до заклучок дека не треба никакви промени да се прави на технологијата, ако се микса 20% хидроген со природниот газ, дури имаат некои развиени и мали постојки на аеродроми кои што се поставени, значи имаат соларни електрани, сите тие се нови начини на енергетика, сосема нов концепт на енергетика. Да се вратиме на овој балкански ментален склоп, зашто далеко не е уште до Велика Британија. Прашањето на галиште. Тоа е веројатно македонска траума, енергетска. Ке се гради, па не се гради, па ке се наддава, па не се наддава. Па кога тргна сериозно во ова, падна струјата, па не се исплаќаше. Сега струјата е у небеса, зашто сега тоа не почнува да се прави? Или, веројатно, можеме и да го изгубиме како концепт. Видете, значи, апсолутно сте во право. Во 2010 кога беше првата стратегија направена за енергетика, цената на електричната енергија тогаш на пазарите исто беше како сега, некаде околу 120 евра по мегават час. За во следните 2 години, кога тогаш се актуализираше Чебрен, за следните 2 години да падне на 40 евра по мегават час, што го направи апсолутно неисплативо во тоа време. Но сега повторно неговата улога се актуализира затоа што ќе се користи за балансирање на системот и од друга страна цената на електричната енергија е многу повисока, значи 200 евра по мегават час, а ако се стави балансната енергија уште поскапа, значи балансната енергија е 50% поскапа од таа цена која што е на пазарот. Денес ние зборуваме само за едниот аспект на Чебрене, тоа е енергетскиот потенцијал. Светот ќе се сложи со криза на храна и со криза на вода, а Чебрене е практично каптажа на целокупната вода во Македонија. Така е, затоа не треба да го гледаме само од аспект на енергетика Чебрен, затоа што тоа е еден огромен потенцијал кој што може доста да помогне не само во енергетиката и во земјоделството. Претпоставувам дека има и такви студии во тоа кои што покажуваат која е улогата на Чебрен во земјоделството во вкупниот развој, би рекол, на државата, колку тој може да даде додадена вредност и на бруто домашниот производ. Така да не треба да го исклучиме Чебрен, а не треба да пропадне ниту овој тендер кој што е посен, затоа што ако пропадне, јас мислам дека лично сметам дека ќе се изгуби надежта во инвеститорите, затоа што тие вложуваат големи средства да развијат тендерска, да развијат све што им е потребно од документи за аплицирање и така натаму. И сега ако по 9, 10 пат, 11 пат вие не успеете во нешто, интересот кој самите инвеститори се намалува. Така да мислам дека не треба да се дозволи. Тоа е едно од крупните јавно-приватни партнерства, проект за крупни јавно-приватно партнерство. Што ние даваме? Вода. А што треба да добиеме? Хидроцентрала? Да, ние даваме сега тука, мислам дека и наддавањето во однос на тоа кој инвеститор колку ќе даде, кој ќе биде учеството на ЕСМ во таа нова фирма и така да претпоставам, не знам, ќе видиме, тоа зависи од исходот на самиот тендер. Ние даваме, ЕСМ се обврзува, мислам, да направи инфраструктура,
да направи патишта и така натаму експроприација и да даде една електрана за производство на електрична енергија во периодот додека се гради. Тоа е учеството на ЕСМ како јавно-приватно партнерство. Она што сакам да го кажам во делот на јавно-приватно партнерство е дека програмата за реализација на стратегијата покажа дека мора апсолутно внимание да се посвети на таквите типови на инвестиции со јавни-приватни партнерства. Зошто го велиме тоа? Затоа што сме премногу задолжени, буџетот не може да си дозволи да бидеме уште повеќе задолжени, имајќи предвид дека инвестициите во енергетиката се огромни инвестиции кои што се потребни и еден од механизмите за да имаме инвестиции, а тие објекти ќе се вратат за одреден период на државата е да одиме со јавно-приватно партнерство. Александар Деденец од МАНУ, разговараме за енергетската состојба и повеќе би рекол за иновирање на енергетската стратегија. Што ни предстои во однос на концептот на енергетската стратегија? Ќе се иновира на каков начин? Со кои стимулативни мерки? Само со фотоволтаици и со ветерници или ќе бараме некои предпоставени нови технологии? Видете, не би требало да се иновира стратегијата, затоа што стратегијата на некој начин во голема мера дава одговор на ова што се случува сега. Може би не ја предвиди војната во Украина и зголемувањето драстично на цените, меѓутоа во самата стратегија имаме доста зголемување на цената, значи некаде дупло се предвидуваше дека ќе се зголеми цената на пазарите и тоа се случува. Така да треба да се реализира она што е напишано во стратегијата, треба да се градат обновливи извори на енергија, за да можеме да го заштедиме, како што кажав јаглено, да можеме да го имаме во моментите кога ни е потребен. Тоа се оние брзи мерки кои што можеме да ги направиме и да размислуваме да фатиме чекор со новите технологии. Тоа би рекол дека е повеќе од потребно да ги учиме грешките од минатото и да не ги повторуваме грешките од минатото. Ако не сме отвориле рудник во минатото или ако не сме инвестирале доволно на време во гасната инфраструктура, мислам дека сега треба да го фатиме чекорот со новите технологии и оно што се случува, го спомнавме хидрогенот, не е само хидрогенот, овде има многу нови технологии, топлински пумпи и така натаму. Значи овде новите технологии би рекол дека се створени повеќе за луѓето кои што немаат пари, за сиромашните, отколку за оние кои што имаат пари. Само треба паметно да ги искористиме. Дај Боже да е така. Гасот е отиден у небеса, меѓутоа што ќе ни е да на одреден начин без втора гасна централа гасоводот од терминалот во Александрополос? Тоа е резерва или сепак ќе се доведеме во ситуација РЕК Битола да го преинсталираме на овие модерни енергијеци? Реков гасот и во самата стратегија беше планирано да имаме уште минимум една гасна електрана која што ќе служи за балансирање на системот, меѓутоа нова гасна електрана не можеме ние да изградиме во моментот затоа што потрошувачката на тој гасовет кој што ја имаме достигнува до 80% во зимно време, така да ни треба повеќе од потребен нов капацитет за нов гасовод кој што ќе не поврази со некој од соседните држави, во случајот Грција, за да можеме да имаме и нова електрана. Дали таа нова електрана, например, може да го има концептот како со ТЕТОС, да се користи за топлинска енергија и така натаму? Тоа е идејата, ако биде во Битола, затоа што во Битола веќе е почнал да се гради тој топловодната мрежа. Идејата е да може барем еден блок да се пренамени во електрана која што ќе работи на природен гас и да може топлината да се користи за загревање и плюс производство да имаме на електрична енергија. Сега има едно прашање кое е политичко и стручно. Политичко и стручно е сами заклучуваме дека доцнеме во се. Значи сега гледаме дека гас ни треба, но уште се занимаваме со тоа дека не е експроприирана 20 хектари земја за да помине последниот крак до не знам каде, до Битола, до Неготино, има проблеми сега кон Гостивар и така натаму. Тоа значи дека имаме неспособни менаџери или имаме отсуство на дух, што е приоритет? Ова е буквално премногу политичко прашање и не знам дали би можел да го одговорам на прашањето. Земете си дел кој ви одговара. Меѓутоа се согласувам дека постапкиве ни се премногу бавни.
треба да се забрза целиот тој процес не само за експроприација за гасната мрежа, туку вкупно и за инвестициите во обновливи извори покрај тоа што брзо се градат. Таа постапка за пренамена на земјиште или не знам одговор од институциите е премногу бавна. Сето тоа може да оде многу по-забрзано и многу побрзо да ги имаме тие капацитети во системот за производство на електрична енергија. Кај природниот газ, инаку да спомнам дека овој гасовод по оние некои најновите трендови, да кажам, кои што се е дека ќе може во иднина да се користи и за проток на хидроген, така да постоje тука многу нови работи кои што може да бидат доста атрактивни. Голема дебата се развиваше, јас некој од тие ги следев, особено активен беше починатиот академик Бочевски кој инсистираше на нуклеарка, на проект контра, разликите во МАНУ. Имаше една идеја која сега повторно се акцептира, а тоа е прашањето на Белене и нашето учество во Бугарија. Ако ние можеме да учествуваме во Грција, скапо ли е приклучувањето кон Белене и можноста тамо да инвестираме, без оглед што не знам кога и тоа воопшто може да биде готово? Видете, Белене Бугарија. Така е, ќе се вратам на она што го зборував за Чебрен. Добро. Инвеститорите се главните кои што ја водат целата оваа приказна. Значи, ако некој проект застанал, прекинал, се одложил, сето тоа потоа влева недоверба кај самите инвеститори. Истото се случува и со Белене. Значи, проектот почна, застана, имаше одредена средства кои што требаше Бугарија да ги исплати на Русија и така натаму, и сето тоа ствара еден недоверба во целиот проект. Во делот на нуклеарна енергетика, после она што се случи во Јапонија, премногу се зголемија цените на електрична енергија произведена од нуклеарни заради зголемување на безбедносните стандарди. Така да многу порасна производната цена од нуклеарните електрани. Така да прашање е дали ние можеме тоа да го поддржиме и до која мера можеме да го поддржиме. Романија беше најавено дека ќе гради мала 450-460 мегавати електрана на нуклеарна електрана, меѓутоа тие имаат долгогодишно искуство со нуклеарните електрани. Ние сме држава која што немаме, за да направиме нуклеарна електрана, прво треба да влеземе во така наречена нуклеарна програма која што траи од 5 до 10 години, обука на кадар и така натаму и така натаму. Така да има премногу резерва во тој дел, дали ние треба да влеземе, дали треба да инвестираме на друго место, тоа е прекомплексно прашање. Да не завршиме таму каде што почнавме, а тоа е прашањето со фотоволтаиците. Има едно прашање кое е прилично интригантно, а тоа кај да ги поставиме фотоволтаиците? Зборувам за масовно полење, како ги викате? Да. Има сомневање дали нема да се упропасти и така ровкото обработливо земјиште, ако ние имаме едно чудо необработено земјиште. Едно искуство од Грција пренесено, дури мислам дека Јовановски тука го пренесе мојот колега од Независен, дека во Кожани се поставени не на трето, четврто бонитетно, него туку скрос на врвот од висорамнината. Како тоа да не го доведеме во ситуација во трката за една материја, да испуштиме трката за другата материја? МАНУ заедно со The Natural Conservancy, тоа е америчка невладина во која што имат и научници, и со Екосвес од Македонија работи токму на ваков проект за кој што вие зборувате, а кој што сега се актуализира во Европа, каде да се постават фотоволтаици, и правиме мапа на места каде што е најповолно да се постават фотоволтаици. Зборуваме за земја. Значи, бараме необработливо земјиште, бараме земјиште кое не е во заштитени подрачја, значи да не со растенија одредени типови, со птици и така, значи имаат голем број на заштитени подрачја во Македонија. Гледаме сето тоа да се изостави, гледаме каде е најблиско да има приклучок на мрежа, пристапен пат и така натаму и сите тие параметри ги ставаме во една методологија за приоритизација се нарекува на локации, и бираме најповолна локација каде е
каде треба да се градат овие соларни и ветерни електроцентрали. До крајот на годината се планира да имаме мапа за цела Македонија. Моментално се завршивме со првиот дел од проектот каде што беа опфатени само браунфилд инвестиции, односно стари рудници, затворени рудници, рудници кои што се отворени, меѓутоа некој дел не се користат, и дојдовме до заклучок дека на 5 локации во Македонија може да се инсталираат некаде околу 600 мегавати соларни електрани, кои што се отприлика пола од она што е планирано со стратегијата за енергетика. Затоа реков, внимаваме максимално да тоа се прави на земјишта кои што се необработливи и надвор од заштитени било какви заштитени подрачја, национални паркови, Натура 2000 и така натаму. Тоа се сега актуализира на ниво на Европска унија, затоа што пред еден месец, извинувам, е донесен документ од Европска комисија во кој што вели дека секоја држава мора да направи таква мапа за изградба на соларни и ветерни електроцентрали. Како ми рековте, во рамките на енергетската ефикасност, Запад после една декада ќе ги воведе фотоволтаиците во домакинствата или? Да, излезе нова стратегија на Европската унија, и тоа пред неполни 3 недели, во кое што се зборува соларна стратегија, и така се нарекува соларна стратегија на ЕУ, во која што сите домакинства, односно нови згради кои што ќе се градат по 2029 година, ќе бидат обврзани да имаат соларни електрани на кров, да имаат топлински пумпи и да имаат батерии за складирање на електрична енергија. Токму она што го зборуваме, за да не може да имат голем импакт врз мрежата, односно да можат самите да се балансираат. Тоа за комерцијалните објекти ќе важи од 2025-2026 година. Сите комерцијални објекти кои што ќе се реновираат ќе мора да имаат соларни електрани на кров, ќе мора да имаат топлински пумпи, односно оние инвертер клима уреди, и да имаат батерии за складирање на електрична енергија. Односно на некој начин да бидат независни производители кои што ќе имаат нула потреба од енергија од надворешни извори. Овде сум запишал, мислам дека тоа прилично провокативно прашање. Тоа е прашањето на кофинансирањето, на финансирањето за домакинствата. Ние се доведовме во ситуација инвертори да субвенционираме и не знам уште што се. Со фотоволтаици што ќе правиме? Ќе има елементи на партиципиенство, на субвенции, на предпоставена добивка, па да можат луѓето поедноставно. Така, мислам дека набрзо ќе имаат повик, се чека што се донесе правилникот за обновливи извори на енергија, и мислам дека набрзо ќе има повик од Министерството за економија, каде што ќе даваат субвенции некаде околу 1000 евра за инсталирање на фотоволтаици на кров. Така да ќе биде поддржано и тоа за домакинствата во делот на намалување на трошоците на домакинствата и во делот на поголем продор на вакви системи на кровови. Ја обично играм лото, среда и сабота, кога би играле на прогнозите на енергетската перспектива Македонија, што според вас во едно кроки би било доминантно и брзо? Веќе ги спомнавме решенијата. Соларните се најбрзо што се градат, а ако ги забрзаме дополнително постапките, значи одредени капацитети може за пола година време да ги имаме во функција. Ветерните се малце покомплицирани, треба 2 до 3 години, затоа што има мерење на ветер и така натаму, потребни се. Така да мислам дека во следните неколку години фокусот ќе биде на соларните, но повторно ќе речем дека мора да бидеме максимално внимателни, и она што сакам да го граѓаните да го имаат во предвид, дека грејењето на топлински пумпи, значи мора да остане грејењето на топлински пумпи, затоа што на инвертер клима уреди и понатаму да го задржат, дури и да се зголеме, затоа што тоа е најефикасниот и наједноставниот начин за загревање на домовите и најевтин во моментот. Има струја со фотоволтаиците. Благодарам Александар Дединец од Ману, гостин во утрески брифинг. Малце ја проширивме темата од дневниот интерес за финансирањето и за поставувањето на фотоволтаиците, но прашањето е што побрзо и што поефикасно да оплодиме дел од идеите за енергетска ефикасност и за пренамена на приоритетите во енергетиката. Ви посветувам внимание кога ќе го преслушате на сајтот, да внимавате и на неговата сугестија околу Галиште, што е огромен резерват и енергетски, и еколошки, и хидролошки. Благодарам уште еднаш.
Благодарам на поканата што имаш.